МВР работи на тоа камерите на булеварите и улиците да ги ловат несовесните возачи и да се казнат поради сообраќајни прекршоци, а со тоа да се зголеми безбедноста во сообраќајот во главниот град. Во Скопје има камери на улиците, но тест периодот покажал дека само 15% од нив функционираат, а на нив регистрирани се илјадници сообраќајни прекршоци за само 24 часа. Министерот Панче Тошковски најави итна имплементација на системот за сообраќајни камери за следење на прекршоци во Скопје, бидејќи во буквална смисла на зборот, како што рече, камерите ќе спасуваат животи. Во емисијата За или против на телевизија Алфа, Тошковски посочи дека претходниците не размислувале како ќе се постапува низ целиот процес, од снимање сообраќајни прекршоци до наплата на казни. Ние годишно губиме повеќе во просек од 120 лица, најчесто млади луѓе со ова, секојдневно на улиците. И ние мораме да го имплементираме овој систем во делот на сообраќајните прекршоци. Гарантирам дека овие бројки нема да бидат вака, кога граѓаните ќе знаат дека за секој еден престап кој што го направиле, ќе треба да одговараат. Затоа што сега знаат дека нема да одговараат. Нели, се надеваат дека ќе се спровнаат, дека нема да ги фати камерата, дека не работи, дека нема полиција и така натаму и така натаму. Се сите го знаеме балканскиот менталитет кој што го имаме. Според статистиката за жртви во сообраќајот што ја води МВР, годишно на патиштата поради непочитување сообраќајни правила гинат над 120 лица. Од нив значителен број се млади луѓе. Според бројките што ги соопшти министерот, 149 смртни случаи имало во 2017, 129 во 2018 и 126 во 2019 година. Систематското постапување на надзорни камери почна уште во 2012, кога МВР го промовираше проектот Безбеден град, чија намена беше предвидена камерите да ја зголемат безбедноста во сообраќајот по повеќе основи. И по 12 години поставените камери на булеварите се уште не ја вршат основната функција за ловење на сообраќајни прекршоци. Ќе треба да се направат и измени на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, за да профункционира системот за автоматско казнување на сообраќајни прекршоци.